Добар ден, јас сум Христина Зафировска, ликовен уметник од Скопје. Чест и задоволство ми е по четврт пат да се представам пред прилепската публика, која што ми излегува во пресред заедно со поддршката од Министерство за култура. Се представувам со циклосот насловен 19, кој што е поврзан со пандемијата која што завладеа со светот. И затоа се представени 19 дела кои што ствари асоцираат за ширењето на вирусот, неговото размножување, болеста која што ја предизвикува и за жал и смрт. Академската сликарка Христина Зафировска денес во галеријата Марко Цепенков ни се представува со 19 дела, кои што се поттикнати всушност од пандемијата која што подолго време не соочува нас човештвото и предизвикува измени во животниот тек на самото човештво. Креативните дела од овој циклус се изработени во акрилна техника, мал формат, символизирајќи ја микроскопската големина на вирусот, кои се надополнети со мали парчиња, кои се пробиваат низ самата површина. Во кружниот, квадратниот и триаголниот простор со мирни потези нанесени се глатки, брановидни и испрекинати линии, патот по кој се движи вирусот, а точкастите сегменти иницираат на циркулацијата и ширењето на вирусот. Во секое дело применет е широк опсек на форми со кои авторката ги паралелизира варијациите на микросветот, а таквиот начин на изразување може да се види и во многу претходни нејзини циклуси и изложби. Кога ги гледаме имагинарните амебовидни и геометриски битија, чудесно распрснати низ просторот, се запознаваме со богатата мисла и надреална фантазија на авторката, сакајќи да ни пренесе кратка анимирана приказна. Концептот на делата е осмислен и наративен, а просторот рационално искористен. Тоа е постигнато преку взаемна синтеза на топли и хроматски бои, конкретно компониран цртеж, со што доаѓа до израз графичкиот импулс на уметникот. Преку бојата, формата и начинот за визуелно представување на делата, го следиме уметничкиот стил на Зафировска, кој што заслужено може да се категоризира како дел од модерната апстрактна уметност. Нејзиниот концентриран фокус покажува кон спремност за експериментирање со нови фантастични облици, кои ќе бидат пандан на фигуративната структура на вирусот кој прерасна во реална закана врз човештвото на 21. век.